Македонија можеби се наоѓа на почетокот на нов бран на пандемија од коронавирусот, но дополнителни мерки би можело да има само доколку болниците се најдат под голем притисок, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче, најавувајќи дека Комисијата за заразни болести в петок ќе има следната седница. Откако епидемиолошката состојба подолг период беше стабилна, во изминатите 2 недели повторно има зголемување на бројките, што сепак е тренд во целиот регион. Тој додаде дека Македонија почнала разговори со американската компанија Мерк за нејзиниот нов лек против COVID-19, изразувајќи интерес за предрезервација на одредена количина. Разговаравме со представниците на компанијата Мерк за новиот антивирусен лек. Тоа се антивирусни лекови у кои што оваа компанија е најнапред отидена со студиите, практично се завршени, освен од оваа компанија и компанијата Pfizer развива ваков антивирусен лек. Станува збор за лекови кои што никако не ја менуваат вакцината, туку после диагностицирање на болеста со соодветна индикација може да се дадат овие антивирусни лекови, но се уште не се одобрени. При тоа, лекот на Мерк е лек за кој што се завршени клиничките студии и на 30 ноември треба да има состанок Американската агенција за лекови FDA, у кој што ќе го каже ставот во однос на дозволата за употреба. Ние на некој начин изразивме интерес за да има некаква форма на пререзервација на одредена количина за нашите пациенти во најкраток можен период, откако ќе се завршат сите административни процедури. Клиничките студии на овој ист тип на лек од компанијата Pfizer не се уште завршени, веројатно ќе завршат во период кој што следи од следните неколку недели. Филипче денеска додаде дека светското искуство покажало дека според строгите рестрикции не може да се спречи ширењето на вирусот. Вакцинирањето и општите превентивни мерки остануваат најсилното оружје.